Новото издание на DigiPlus ќе го стартуваме со веста која што оваа недела го обиколи светот. OpenAI представи алатка со помош на која што со текст можете да направите видео. Вештачката интелигенција полека но сигурно ја зема и работата на инфлуенсерите. Ке зборуваме и за дигиталниот тренд, но и како да стекнете дигитално знаење. Ке ве запознаеме и со младиот Огнен Тошев, кој што ќе представува Македонија на светскиот надпревар Евро 2024. А ке се запознаеме и со најстарата геймерка во светот од Јапонија, која што има 94 години. Останете со нас до самиот крај и проследете го новото издание на DigiPlus. Добро дојдовте во новото издание на DigiPlus и денеска време во недела 30 на минути резервирани за сите оние информации поврзани со дигиталните новитети и случувања, вештачката интелигенција из дигиталниот свет, се она што е актуелно и интересно и денеска го пакуваме во 30 на минути на телевизија Телма. Па почнуваме веднаш, прво со актуелната информација која што го обиколи светот цела оваа недела, поточно новитетот на OpenAI, со чијшто помош преку текст можете да направите видео. Да, како сето тоа изгледа, се разбира во продолжение сите детали. Компанијата OpenAI представи нов модел наречен Sora, кој може да ги претвори текстуалните инструкции во видео. Моделот текст во видео им овозможува на корисниците да креираат фотореалистични клипови во должина од 1 минута врз основа на напишаното. Sora може да создаде комплексни сцени со повеќе ликови, специфични видеодвижења и прецизни детали за темата и заднината, велат од компанијата. Исто така се наведува дека моделот може да разбере како предметите постојат во физичкиот свет и прецизно да ги толкува реквизитите и да создаде убедливи ликови кои изразуваат живи емоции. Моделот може да креира видео засновано на неподвижна слика и да ги пополни рамките што недостасуваат на постојаното видео или да го прошири. Демонстративните видеа вклучуваат поглед кон Калифорнија од воздух за време на златната треска, видео што изгледа како да е снимено од внатрешноста на воз во Токио. Сепак многу од нив содржат одредени знаци кои покажуваат дека се работи за технологија со вештачка интелигенција. Компанијата вели дека моделот може да се мачи прецизно да симулира физика на сложена сцена, но резултатите се генерално доста импресивни. Пред неколку години се појавија генератори на текст во слика како Midjourney, кои можеа да ги претворат зборовите во слики. Меѓутоа, неодамна видеото како форма почна да напредува со брзо темпо, при што компанијата Runway и Pika ги прикажуваат собствените модели кои представуваат текст во видео, додека Lumiere на Google се смета за еден од главните конкуренти на OpenAI во оваа област. Слично на Sora, Lumiere им нуди на корисниците алатки за претворање текст во видео и им овозможува да креираат видео од неподвижна слика. Компанијата им нуди пристап на визуелни уметници, дизајнери и филмски работници за да дадат повратни информации. Напоменуваат дека постојниот модел можеби нема прецизно да симулира физиката на сложена слика и нема да може правилно да интерпретира одделни случаи на прилично последични сцени. Ке се сложите дека се во ова изгледа неверојатно и каде за многу кратко време ќе не одведе оваа дигитална индустрија, поточно OpenAI, а и сите оние компании кои што работат на нешто слично и наскоро верувам дека ќе промовираат. Одиме сега со друга тематика, поточно колку вештачката интелигенција пречи во многу од работните позиции, за тоа постојано зборуваме. Но дека веќе почна да им пречи на инфлуенсерите и се разбира им го завзема нивното место и примат, ќе погледнете како и зошто. Во склад со технолошкиот напредок, луѓето за повеќе професии и работи кои ги вршат добиваат компјутерски генерирани личности или работи кои ги заменуваат. Затоа, немојте да се зачудите ако се покаже дека една од вашите омилени инфлуенсерки на Инстаграм е робот. Пандемијата, која го погоди целиот свет, на живите инфлуенсери им ги ограничи активностите и ги натера компаниите да користат роботи инфлуенсери за промоција на своите производи за платформи како што е Инстаграм.
Еден таков пример е виртуелната инфлуенсерка Аитана Лопес. Незините профили за друштвените мрежи имаат скоро 300.000 следбеници, а доколку не ги прочитате информациите на профилот, нема да знаете дека не се работи за вистинска личност. Аитана заработува и по $1,000 од објава од познати брендови за рекламирање на нивните производи. А брендовите се почесто се одлучуваат за плаќање на ваквите инфлуенсери наместо вистинските. Една од причините за овој тренд се пониските трошоци, а високата успешност на кампањите, како и недостатокот на можни проблеми, како контраверзии и слично со класичните инфлуенсери. Бевме изненадени од вртоглавите стапки кои ги наплаќаат инфлуенсерите во денешно време. Тоа не натера да размислуваме, што ако само создадеме собствен инфлуенсер. Остатокот е историја. Ненамерно создадовме чудовиште. Сепак убаво, рече Диана Нуњес, коосновач на агенцијата која ја создаде Аитана. Според некој, ова сепак не може да биде долгорочно решение и вештачката интелигенција сепак не може целосно да ја земе работата од луѓето. Примери за способноста на генеративната вештачка интелигенција да генерира слики ги има многу, а доколку истите се искористат од страна на луѓето, што знаат што прават, резултатот може да биде тежок за распознавање. Од друга страна, вештачката интелигенција може да ги замени местата на неискусните и почетниците, но сериозната работа сепак бара и познавање од вештачка интелигенција, а таа е тука само да помогне. Дека во целост вештачката интелигенција и роботите можат да завземат работата на луѓето, во сите позиции, во тоа сме сигурни дека во догледно време не е можно, а истото тоа важи и за инфлуенсерите, барем оние кои што се оригинални, така ли? А кога сме веќе кај дигиталното време, да се подготвиме за новото време кое што ни доаѓа. И она што сакаме во продолжение да го зборуваме е за новите трендови во дигиталната работа и се разбира каде можете дополнително и како да се образувате и надоградите. Еве ги деталите токму сега. Дигитализацијата е неоспорно многу важен тренд, но кај дигитализацијата во областа на работата не станува збор за радикални промени, туку за развој што се случува веќе неколку децении и кој ќе продолжи многу динамично и во иднина. Поради предвидените последици од дигитализацијата, многу умина се плашат за своите работни места. Сепак стравот не е оправдан. Едно е сигурно, во иднина веќе никој нема да се занимава само со една работа од крајот на школувањето до пензионирањето. Во текот на историјата, машините и техничките апарати на луѓето не им ја одзеле само работата, туку пред се им го одзедоа само оној здодевен дел од работата, велат експертите. Сите професии поврзани со техниката и информатичката технологија ќе бидат во голема побарувачка во иднина. IT позицијата секогаш може да се појави во однос на некоја друга област, да речеме во медицината, туризмот, трговијата, комуникациите. Интернет продажбата и маркетингот преку интернет добиваат се поголема улога. Од тука прашуваме, колкав е интересот за студирање на Факултетот за информатички науки Универзитет Скопје и каква иднина имаат идните дипломци кои што ќе завршат на овој факултет. Дигиталната трансформација на општеството е веќе отпочнат процес и сведоци сме дека новите технологии продираат во сите сфери на човековото живење и на работење. Од тие причини, мои предвидувања се дека IT секторот ќе задржи во следните години својата висока абсорбирачка моќ на новите кадри што доаѓаат, односно студентите што сега студираат на нашиот факултет. Една од предностите на работењето во IT секторот е флексибилноста од аспект на времето и местото на извршувањето на работните задачи. А најважно од се е што нашите млади по завршувањето на студиите имат големи можности да аплицираат и да бидат вработени во некои од светските компании, значи на глобалниот информатички пазар, а при тоа да останат да живеат во Македонија. Интересно е и тоа што покрај матурантите што одбираат да го продолжат своето образование на нашиот факултет, се повеќе има и други млади кои што веќе работат во информатичкиот сектор, но и во други области кои што се поврзани со примената на информацијските технологии. Тие го сваќаат значењето на формалното образование и на кој начин истото ќе го подигне нивното ниво на знаење и како тоа ќе се ефектуира понатаму во нивниот кариерен развој. Значи, она што е
клучно според мене е покрај да речеме економскиот бенефит, можностите за вработување и тоа не само во информатичкиот сектор, туку и во други области кои што ги користат новите технологии на веќе дипломираните наши студенти, е тоа што младите лица, информатичари, имаат можност да аплицираат на глобалниот светски пазар и да работат таму без да ја напуштат државата. Тоа е она што е различно за информатиката, односно професијата во оваа област, во однос на сите други во државата. Колку понатаму тие ќе бидат успешни во својата кариера, ќе зависи секако и од нив. Меѓутоа, ние, како Факултет за информатика на Универзитет Скопје, ќе останеме фокусирани на главната цел да пружиме што поголем квалитет во стекнувањето на нивните знаења. Дека дигиталното знаење ни е потребно на сите, во тоа ќе се сложиме, но ќе се сложите и дека ви дадовме добра идеја каде можете да го продолжите вашето образование. А исто така, она што сме сигурни е дека после паузата со реклами, дефинитивно ќе го задржиме вашето внимание, затоа што ќе се запознаеме со младиот Огнен, кој што ќе не представува на светски геймерски надпревар, а исто така кога сме веќе кај геймерите, ќе ве запознаеме и со најстарата геймерка во светот, која што има 97 години. Многу повеќе детали по паузата од неколку минути. Бидете така. Еве не назад, ова е новото издание на Digi Plus. Пред да продолжиме со содржините, само да ве подсетам дека можете да ни се придружите на нашите социјални мрежи, на TikTok и Instagram, DigiTV.mk, а исто така и на нашиот YouTube канал, каде што можете да ги проследите сите наши досегашни емисии во целост. А има и интересни изненадувања, така што бидете со нас и на социјалните мрежи. А бидете со нас и до крај во ова неделно дружење на Digi Plus. Се разбира, она што ќе го имаме во продолжение е младиот Огнен. Ќе се запознаеме токму со овој надпреварувач кој што ќе представува Македонија на светскиот надпревар Евро 2024. Која е неговата приказна и колку е подготвен, ќе чуеме од него. По успехот на македонските геймери во 2022 година на светски гейминг надпревар и во Македонија започна со интерес да се следи овој спорт. Македонецот Мартин Саздов од Свети Николе, познат е во еспортот по псевдонимот Сакса. Заедно со неговиот тим го освои првото место на светското првенство во видеоигра Dota 2 во 2022 година во Сингапур. Македонската еспорт федерација сега е пред нов предизвик и нов надпреварувач кој ќе се потруди да направи голем успех на светско геймерско надпреварување. Во организација на Фудбалската федерација на Македонија, во соработка со Македонската еспорт федерација, се одржаа Евро македонските квалификации. Учествуваа повеќе од 80 играчи од целата држава во онлайн квалификацијскиот турнир Евро 2024, а најдобрите 8 беа дел од финалните надпревари во живо во арена Еспорт клуб во Скопје. Оној кој што покажа најдобра игра и го освои првото место е Огнен Тошев, кој за Digi Plus ќе ни раскаже повеќе за себе и неговата љубов кон геймингот. EA FC 24 и он ќе представува нашата држава на престојното европско првенство, односно на УЕФА Евро 2024. Честитки за сите надпреварувачи и да му честитаме и на Огнен Тошев за освоеното прво место и да им посакаме повеќе среќа на другите надпреварувачи и да вежбаат и да тренираат. Поздрав до сите гледачи, фала на поканата на Digi Plus, исто и фала на големата покана од ФФМ Македонија што го организираше овој прекрасен турнир, што ни дозволува нашата држава да ја представиме на повисок ранг, бидејќи сме мала држава, а ова е голем плюс за нас. Исто голема благодарност до коментаторите што ги направија сите утакмици на врвно ниво, бидејќи без нив немаше да биде тој филинг. Стварно беше предобро. Потребно е многу вежбање за ваква работа, значи стварно треба да седнеш дома, да играш минимум 5-6 сати, да се фокусираш на тоа, не смее никој во собата да ти влегуваат и тоа е деконцентрација. Играта е ствар каде што ти мора да се сконцентрира 100% на тоа, фокус нема шанса без фокус. Значи има моменти кај што имаш дефокус и во тој дефокус може да ти се случат многу проблеми, кај што ти можеш да изгубиш многу работи
Значи, од прва минута до 90 минута, колку и да резултатот, еве, јас сум имал и поголеми резултати и се олабавувам и одма примам 2 гола. Значи, ми викаат сите као, фокусирај се. Така треба, да. Значи, фокусот е најбитен, но и играњето дома. И како што кажав, интелигенцијата во главата за размислување, како треба да постапиш на теренот и што треба да направиш и играчот треба да го прочиташ за да победиш. Тоа е главната цел. Реално, цел живот се занимавам со гейминг. Сум почнал сигурно на компјутери, бидејќи средства за одвојување на конзоли во поранешните времења беа многу поскапо и не сум можел да си дозволам самиот на себе. Сум почнал со GTA, но FIFA од почетокот до сега. Цело време гледам фудбал, инаку сум кошаркар, поранешен. И еве сега се случува ситуација кај што идам на европско за гейминг настано од EAFC. Јас сум бил кошаркар, но нема врска. Се надевам дека можам да ги ускладам и двете работи заедно, затоа што во животот ништо не е тешко. Само треба да имаш мотивација за својата работа. И ете така се решив да се пријавам, дојдов тука како андердог. Реално никој не ме знаеше, значи влегувам, играм, победувам, благодарение и до сите противници. Стварно беше многу јака компетативност од нивна страна. Значи јаки противници, искусни, поздрав до сите што играте со мене. Значи фер на крај, фер завршено, се беше окей и мило ми е. Се надевам другата година може ќе биде друг, може ќе сум јас пак, небитно, но еве, јас сум на тоа место и благодарение на сите. Верувам во себе и мислам дека ќе направам добар успех. Се надевам на најдоброто, но никогаш пред време не се збори, затоа што и пред да дојдам да победам, не кажа дека сум најдобар, туку пробав да победам и сум победил. Тошев го очекуваат надпреварите во втората фаза на 16 март, а доколку успее да се пласира во финалето, ќе имаме можност да навиваме за него во Final Showdown во јули. Му посакуваме успех на Огнен и се разбира ќе го бодриме во она што му следува подошно овој надпревар Евро 2024, па нека се врати со награда, зошто да не. А кога сме веќе кај геймерите, нема да останеме должни да ве запознаеме и со најстарата геймерка во светот. Има 87 години, живее во Јапонија. Да, еве оваа супер бабичка која што сака да игра игри и која што ја следат над 500.000 следбеници на незиниот YouTube канал. Погледнете колку е ова неверојатно приказна. Ето кета. こんにちは。今回はドーントレスをやっていきますね。もうね、これもね、始めたらね、面白くてね、止まらないのね。Хамако Мори е најстарата геймерка која неодамна наполни 97 години. Таа има свој YouTube канал со пола милион следбеници и во 2020 година влезе во Гинисовата книга на рекорди. Хамако игра игри повеќе од 40 години и е навистина добра во тоа. А на незиното интервју по добивањето на признанието кажува дека игрите многу и го подобриле квалитетот на животот. Таа започна да игра на конзолата Cassette Vision, која беше официјално објавена во Јапонија на 30 јули 1981 година. Потоа преминала на класичниот јапонски Nintendo Entertainment System, за потоа во 90-тите да се префари на PlayStation. Мори започнала со играње видеоигри сама, а потоа лансирала геймерски канал на YouTube под името Gamer Grandpa во 2014 година, со цел да се поврзе со други геймери од различни делови на светот. Таа го отворила каналот YouTube на мајчин јапонски јазик и од своите игри објавувала најмногу 4 видеа месечно. Честопати добивајќи популарност со многу милион прегледи на страницата и во моментов со над 500.000 следбеници на каналот. Покрај видеата со незините омилени игри, таа отишла и чекор нанапред, па започнала и со пренос во живо, па незините следбеници и обожаватели може да видат како игра во живо Call of Duty и GTA 5 преку незината официјална страница на YouTube. Хамако открива дека во просек поминува најмалку 3 часа дневно играјќи ги незините омилени игри и дека навистина ужива во тоа. Незиното последно видео на платформата е од пред 9 месеци, па фановите се загрижени дали бабата е се уште жива, но надежта дека оваа баба геймерка повторно ќе изненади со ново видео на својот канал постои кај сите кои ја следат Хамако Мори.
どっちかなああっちだ Кој рече дека возрастните, односно бабичките, па и дедовците не се дигитализирани и дигитално освестени? Овој прилог дефинитивно ни го кажува тоа. Овдека завршуваме, верувам со позитивна насмевка и расположение кај вас. Нормално дека сите овие вести можете да ги најдете и на нашите социјални мрежи, а следната недела можете да не најдете се разбира на Телма во новата премиера во нашиот стандарден термин. Ви посакувам убав остаток од денот и се разбира гледајте Диги Плюс. Ćao!